Civil Media. Ju faleminderit. Nderuar zoti Deralla, nderuar përfaqësues partive politike, në emër të Aleancës Shqiptare dhe përfaqës qendrimet tona. Ставам нашите ставови, но и прашање во врска со реформите во изборниот законник и изборниот процес. Жалам што првиот пат кога влеговме во салата ги немавме двајцата представници на двете политички партии кои како за чудо едните на власт, другите во опозиција не се во сала, а се го управуваат процесот на изборните реформи речиси 2 децении, а од друга страна друга постојана вознемиреност што постојано не мачи представниците кои се на власта ги слушаме и потоа бегаат. Јас сметам дека организаторите и при другите конференции треба да го земеат ова во предвид. Не верувам дека денес имаме присутен представник на Министерството за правда кој би требало нашите забелишки да ги запише и утре да ги внесе, односно воведе во изборниот законник. Нема да говорам по однос на тоа што ни се заеднички точки, апсолутно ги поддржуваме отворените листи, преференцијални листи, значи ова е анонимен став на сите политички партии, верувам дека овде нема потреба да се продолжи дискусијата. И во текот на работата која беше организирана Министерството за правда, при што требаше во иднина од 6 месеци администрацијата на Државната изборна комисија да се професионализира и сите да се професионални, односно стручни лица. Второто останува и со изборните комисии. Верувам дека овие комисии исто така треба да бидат составен дел од ваков кадар, односно стручен кадар и потоа да навлеземе во тоа што повеќе беше наше барање, односно денес беше истакнато, а се однесува на изборниот модел. Алијансата за албанци е отворена за дискусија за сите изборни модели. Ние сме го задржале ставот и ставовите дека овој изборен модел вака е неприфатлив каков што е поради дисбалансот кој го содржи бидејќи имаме изборна единица каква што е 6-та изборна единица со над 5% за разлика од другите изборни единици и кога ќе се земат во предвид третата која е со минус 5%, тогаш станува збор за спорни избори. Верувам дека со ваква иницијатива во Уставен суд ќе биде отфрлен овој состав на парламентот бидејќи не се реално предзастапени сите единици според законот како што е предвидено. Другото интервенирање во изборниот законник кој е направено од ДУИ, ВМРО или СДСМ, било кога марџата од 3% е сколемена до 5% и со ова дополнително е предизвикано поголема диспропорција во изборните зони. Поради тоа ние денес ќе ги изнесеме аргументите зашто ние сме повеќе изборни единици, а сме против моделот една изборна единица. Во неколку јавни настапи сме изјавиле дека Македонија треба да има повеќе од 8 изборни единици. Може да има и 10 изборни единици, но со 8 изборни единици сето ова е засновано на тоа што Македонија според законот за територијална поделба од 2009 година, кој е донесен во духот на во европски дух и се разбира во духот на сето тоа што е наша заложба да имаме регионална застапеност и со сета своја сложеност не само од економски поглед, туку и социокултурен поглед. Ваквиот систем не става во конфузија и кога велам дека сум пратеник од 5-та изборна, не знам дали станува збор за Битола, Дебар или Струга и се обидуваме во ваквиот систем од 8 или 10 изборни единици да се конкретизираме во однос на нашата припадност во општините, што значи дека нема да бидеме од југозападниот дел од Македонија или ќе бидеме од Вардарскиот дел. Значи со закон е сето ова предодредено.
и исто така и проблематиките кои се покренуваат во регионите се различни, а се блиски меѓу општините. Имате Полошки регион кој се занимава со земјоделие, југозападон со туризам се занимава. Од другиот дел имате лозарство, пелагошкиот регион со други дејности. Значи ќе имаме постојано судир на проблеми во пристапите на професионален и политички начин од централно ниво. Исто така регионите кои сега се постоечки се специализирани центри кои ги имат препознаено сите локални регионални проблеми. И тие може да бидат навистина добар центар за пратениците кои имат готови материјали и за решавање на сите проблематики за регионите кои ги представуваат. Ние сме против модел за една изборна единица, бидејќи таквиот модел уште повеќе ќе го централизира централниот дел од власта и ќе направи Македонија да личи на празно место. Одека на овие 2-3 децени има 3 процеси кои не се прекинати. Преселувањето на луѓето во Скопје и преселувањето на граѓаните, иселувањето на граѓаните во Источна Европа. Со ваквиот модел, целата вознемиреност на западниот дел е да се задржат граѓаните во нивните држави. Јас сметам дека системот односно методот со една изборна единица е многу штетен и неприфатлив. Ние сме изјасниле, сме произнеле наши проблеми и прашање во насока на тоа што дека не веруваме, но и дека немаме контрола. Македонија се движела во текот на овие 30 години само со баланс на две најголеми етнички заедници и другите. Овде пропаднал и ценсусот, односно попис на населението поради неколку причини. Малку сме ги земите во светот каде што во последниве 2 децени нема попис на население, ова може да пропадне повторно. Имаме голем број на поделби кои може да се отсликат и во другите проблеми во иднина и веруваме дека ваквиот модел за нас е неприфатлив и за многу други аргументи покрај тоа тие што ги спомнав. Овде не беше искажан, но нашиот проблем во врска со диаспората, овој актуелен модел предвидува 3 изборни единици од диаспората кои беа фијаско за Македонија. Тие добиле 25% од фондовите за изборите, а немале никаков импакт во Македонија. Верувам дека овие 3 изборни единици треба да се елиминират. Диаспората треба да гласа според моделот кој што постои во Србија и Косово, да гласаат преку пошта со цел покрај нивниот економски импакт и со нивните дознаки во Македонија кои што ги носат овде да диригират и со политиките во земјата. Не е вистина дека системот со една изборна единица и со општините, односно општински совети создаваат локални политики, бидејќи ни една општина нема надлежност врз земјоделското земјиште, нема надлежност за други дејности или шумата, финансиски надлежности врз полицијата, и да се каже дека системот со една изборна единица е посоодветен, повторно не враќа кон аргументот зошто не треба да се избере ваквиот изборен модел. Во застапеноста на диаспората само една поента што заборавив, имаме посебен парадокс во случајот на гласател, при што за 9 гласачи биле испратени 9 членови на комисија. Има двојни стандарди во застапеноста во Македонија, тоа е стандардот кој го спроведуваат општинските совети и што бројот на членови на советници се определува врз основа на бројот на населението, а бројот на гласовите е врз основа на гласачите. Сметаме дека и новите изборни единици треба да бидат определени врз основа на општиот број на населението, како што е утврдено во локалните самоуправи, а не врз основа на бројот на гласачи. Тоа е тоа што сакав да го искажам. Верувам дека во третиот дел ќе му успееме да продискутираме и да ги дообјасниме деловите кои што верувам дека евентуално останале нејасни. Благодарам многу.
Цивил медија.